Расипан цевковод и неисправни пумпи. Хидросистемот Ѓавато, кој е браник на Дојранското езеро, со години не функционира или функционира со минимални капацитети. Овде на бунарското подрачје на хидросистемот Ѓавато започнува санацијата на пумпите, кои се од исклучително значење и за Дојранското езеро, но и за општините Богданци и Дојран. Премиерот Христијан Мицкоски и заменик министерката за животна средина Ане Лашковска најавија дека проблемот ќе биде саниран во следните неколку дена, со што ќе се зголеми капацитетот на вода која што ќе доаѓа до резервоарот, од каде со други пумпи потоа ќе биде пренасочена кон Дојранското езеро. Станува збор за 2 бунарски потопни пумпи. Капацитетот е, како што гледате овдека, 10, другите 8 не работат. Овие две имаат капацитет од 100 литри во секунда секоја, иако вкупниот капацитет на хидросистемот е отприлика 1 кубик, односно 1000 литри во секунда. Во периодот кој што следи, планираме најмалку во најскоро време 4 да оспособиме, а потоа уште дополнителни 2, со што цениме дека ќе биде исцрпен целосно капацитетот, за да во најскоро време Дојранското езеро ја добие она форма, оној изглед кој што заслужува да го добие, да го користат сите граѓани, но и не само граѓаните, од овој цевковод во одредени периоди од годината со вода се снабдува градот Богданци, но и земјоделците, гледате, можеби поради недостаток на вода, голем дел од полето станува необработено. Тоа значи помалку произведена храна, повеќе увезена храна. Ова се први зафати кои што се вршат за поправка на хидросистемот. Веќе големите зафати, видливите проблеми, пукнатите цевки, кои што може да ги видиме со голо око, можам да кажам дека за 1 до 2 недели ќе ги решиме, а потоа пристапуваме кон целосна санација на хидросистемот. На лице место предходно увид направиле и инженери. Во догледно време ќе бидат инсталирани соларни панели, бидејќи сметките за електрична енергија се на ниво од 200.000 евра месечно. Поради големата потрошувачка на електрична енергија за хидросистемот Ѓавато, која изнесува околу 2 милиони евра годишно, овде се планира да бидат поставени фотоволтаици кои ќе произведуваат струја за хидросистемот да работи непречено. Проблемот со празнењето на Дојранското езеро во 2002 година беше решен со пуштањето во употреба на хидросистемот Спас за Дојранското езеро, преку кој од бунарите во Ѓавато се врши дотур на вода. Последните години системот не функционираше. Иако накратко беа пуштени неколку пумпи, поради дефекти и дотраеност тие повторно запреа. До неодамна вода дотекуваше само од една пумпа, но таа престанува да работи, па каналот е целосно сув. Хидросистемот кој е изграден пред 20 години не е од големо значење само за Дојранското езеро, туку и за земјоделците кои ги наводнуваат посевите.